денес се отвори меѓу другото изложбата на студентите и на професорите од Универзитет Гоце Делчев, од Техничкиот универзитет во Софија и изложбата на нашите студенти, насловена како Денови на модата, односно модата виножитото на градот Штип. Значи, овие денови на модата и овие модели кои се изработени тука се само уште еден потик за нашиот град и базата на градот Штип, градот на текстилот, градот на модата. Значи, преку оваа изложба која поддржа од Министерството за култура на нашата држава, значи даваме потик на нашите студенти, на сите нас вработени, значи сите креативци кои се бават со мода и со дизајн, да можеме да му навистина боите виножитото, како што е насловена на градот Штип, да ги комплетираме заедно со сите креативци, со сите оние што сакат да дизајнират и да креират, бидејќи ние како професори на Технолошко-техничкиот факултет при Универзитет Гоце Делчев не само преку наставната програма, туку и секоја година организираме летни школи бесплатни летни школи во кои младите талентирани деца, посебно од Штип, бидејќи навистина ги има многу, сакаме да им дадеме како една база, како една поддршка и со тоа овие денови на модата да прераснат во една поголема традиција на градот Штип, бидејќи навистина на градот Штип ова му е како темел кој треба некој само да го одржува. Одржувањето на овие денови на култура во која модата како база се многу битни за градот Штип, бидејќи не само ние кои сме сега професори, ние треба да обучиме едни нови нашите деца, треба да ги обучиме да бидат идните професори во нашиот град и на нашиот универзитет, со тоа што ова ќе им биде само плюс мотивација за да бидат вклучени во оваа програма како дизајнирање на текстил и облека и се надевам дека ќе можеме, како и претходната година, бидејќи секоја година ние го организиравме меѓународни денови на модата, значи минатата сезона организиравме во мотелот Ваго, и се надевам дека ќе имаме поддршки од други институции, други организации, значи и приватниот сектор може да се вклучи, да сите заедно да можеме да го креираме и да бидат повеќе денови на модата, да вклучиме повеќе, како што сега кај нас има гости од Бугарија, професорките од споменатиот универзитет, и се надевам дека сите овие соработки кои ние како наставен кадар од Универзитет Гоце Делчев, луѓе кои ќе можеме да ги донесеме тука вклучени во нашите соработки, значи ќе биде една можност плюс до сите млади што сакат и идни наши студенти кои ќе сакат да дојдат на нашиот факултет, за да можат да бидат мотивирани на некој начин, а следно покрај сите овие настани што ги имаме и што ги покануваме професорките од странство, значи сега идно имаме ние на 31 октомври наше гостување со модна ревија со нашите студенти во Благоевград на Неофитскиот универзитет и се надевам дека така ќе го прошириме овој круг и ќе можат сите деца да бидат вклучени во овие. Пораката на виножитото е различните бои и различното размислување. Значи колекциите се направени во различни стилови. Виножитото и боите кои се вклопени, значи не се сите исти и се донесени од различни страни. Виножито е насловена заради тоа што над градот Штип, навистина едно виножито кое треба како символ, да речам како едно лого, еден печат на градот Штип, модата да биде вкоренета во сите тие што сакат да дадат придонес кон ова збиднување во нашиот град, бидејќи замислете да не постоат луѓе како нас што се бават, а градот Штип го имаше тоа како еден голем епитет и се уште му стои, бидејќи текстилните индустрии се тука. Но сепак сметам дека треба повеќе луѓе да се вклучиме, не само ние и секогаш ние да бидеме едни исти, него треба и други луѓе заедно со поддршката и на општината и со сите други организации, како што реков и претходно. Да, па јас учествувам со два цртежи во комбинирана техника. Инаку тие се отслик на мојата долгогодишна работа од циклусот биопрогресија. Така што и особено ми е драго, би сакал да кажам, особено ми е драго што еве сега разговараме и со господинот Кацаров дека на некој начин се возобновува ова биенално студио на цртеж кое што долго време го водеше Кирил Ефремов, познатиот сликар, така што сум особено сум задоволен, како што кажав, и се надевам дека повторно ќе се возобнови и ќе стане традиционална ова манифестација.